Како, професор, Почитувана јавност, бидете уверени. нема да гласам за предлогот Талат Џафери за претседател на парламентот на Република Македонија, од проста причина што се што ќе предложи ова мнозинство и што предложило во минатото е труло. Колку е труло, говори и денешниот факт што ниту еден, особено од Социјалдемократскиот сојуз, не излезе да го пофали господинот Џафери на оваа говорница. Може би имаше нешто, меѓутоа многу срамежливо. И тоа е доволен факт и јасно говори дека некако со сила си ја залепивте приказната која што ви е трула и како што кажа претходниот говорник, многу кратко ќе ви трае и оттаму ова ваше панично смеење кое што веќе трае со часови од преска. Мнозинството ви е тенко, тоа го знаете. Човек ќе легне на попладневна дремка од час и половина, ќе се разбуди и 2-3 пати владата во криза ви влегла, тоест мнозинството. Така ќе биде во иднина, секој ден по 2-3 пати. И за скоро ќе се распаднете секако за среќа на македонскиот народ. Бевме сведоци на 3-годишна љубов помеѓу СДСМ и ДУИ, секако базирана на 3 основни принципи: криминал, корупција и суштинско подривање на македонските национални интереси, подкрепено со уништување на целокупниот политички и судски систем во државата. Споменатата љубов да ти била љубов од чист интерес, начелото кој повеќе ќе украде, повторно ја спои оваа љубовна приказна, која пред извесен период беше во сериозна криза, или може би само добро одглуми актерите. Заев велеше дека ДУИ треба да оди во опозиција за да се реформира. Исто така тој велеше и дека национализмот на ДУИ нема иднина во Македонија. Нити ДУИ е реформирана, нити националистичките ставови ги претворија во либерални, но Заев повторно се гушна со ДУИ. Секако, целта е јасна: опустошување и крадење на народот. За СДС што да се каже? Истите криминални кадри, секој со по 10 афери, но на што суштински би сакал да го истакнам во мојата дискусија, крунски, е тоа што во оваа моја дискусија сакам да истакнам дека ова тенко мнозинство, навистина тенко, дојде на власт со класичен подкуп и невидени притисоци. Токму заради тоа македонскиот народ, граѓаните на Македонија, имаат голема желба и мотив оваа власт да замине час поскоро и да ја ослободи Република Македонија, практично да се врати државата на народот. Владата нема да трае повеќе од една година, може би оптимистички една година, меѓутоа ајде ќе се задржам една година, одговорно тврдам. Да бидам искрен, не очекував вака дека дофрлате сите од место. Тоа веројатно случи до 8 оделение. Не се дофрла од место ако некој не биде прозван. Меѓутоа ви ја разбирам нервозата. Ви благодарам.